Градоначалниче, случајот со рушењето на објектот кај Мавровка го покрена одново овој стар горлив проблем на ниво на целата земја. Од аспект на Скопје како главен град во земјава, имаме ли приближно проценка уште колку вакви случаи ги има? Вака екстремен како што беше Мавровка немаме. Што беше класична дивоградба во центар на град, од таков тип и карактер, не. Меѓутоа, дека постојат објекти на територија на град Скопје кои што се во режим на бесправна градба, сигурно постојат и ги има. Јас случајот Мавровка го искористив, да кажам, условно, да позицијата која што има град Скопје како институција побарам подобрување, бидејќи за жал, онака како што е во моментот законското решение за позицијата на град Скопје визави 10 општини кои што се дел од административните граници на градот, е таква да градот нема, нити може да побара да има точна слика и точна бројка за состојбата на терен кога е бесправната градба во прашање. Тоа за жал сега е исклучива надлежност само на општините кои што е на територија на град Скопје. Ние сме во некаква позиција на, условно кажано, неми посматрачи да интервенираме, да превенираме или да спречиме или да срушиме дивоградба. Тоа треба да го направат општините. И од тука беше и мојата идеја дека за мене мислам дека не е коректно да институцијата град Скопје ја има таквата позиција и да побарам всушност со законски измени да ингеренциите кои што се однесуваат на инспекторирањето преминат од рацете на општините во рацете на град Скопје. За цела територија на град Скопје општините да ја немаат градежната инспекција како институција, туку тоа инспекторирање на таков тип на активности да биде исклучиво на градот. Две се бенефициите кои што по мое мислење, јас очекувам дека ќе се отвори ова прашање како дебата и ќе се разговара во јавноста. Два се бенефитите. Прво, дефинитивно ќе дојде до дисбалансирање на правната моќ на општините да бидат всушност исклучиви кога е бесправното градење исклучиво надлежни. Значи тогаш ќе имаме двојност во правниот дел на юрисдикција. И вториот момент е што мислам дека ќе се даде една вистинска позиција на градот да може да сериозно интервенира во делот кој што се однесува дури на нелегалното урбанистичко планирање, ако е тоа воопшто урбанистичко планирање. Идејата е дека ќе се дисбалансира фокусот на правната моќ и општините да си продолжат да си ги издаваат градежните дозволи, меѓутоа што се случува на лице место во смисол на надзор на тоа што се одвива како градежна активност да биде ингеренција на градот. Така мислам и дека и позицијата е на градот Скопје, меѓутоа и на човекот што го води градот, на градоначалникот, дали сум тоа јас во моментов или некој друг после мене, ќе добие една поголема тежина по очите на јавноста, затоа што и сега се случува да луѓето го прозиваат градоначалникот на Скопје, а и градоначалникот на Скопје да нема никаква алатка со која што може да ги примора дали субјектите што градат или општините кои што толерираат бесправно градење, немаме алатка да ги принудиме на било какво действие. Со тоа дисбалансирање сметам дека во добар дел нешто што може би е на ниво на субјективна слабост на општинските служби, едноставно ќе го спречиме затоа што народски кажано, теоретски, треба да руши тој што дозволил да никне бесправен објект во сегашната позиција, што е за мене неприфатливо. И ако го имаме тој дисбаланс, тогаш мислам дека и не така лесно неформалните благослови за подигање на бесправни објекти кои што може би се даваат на општинско ниво ќе бидат давани на правните лица или на физичките лица за вршење градба.
Ова некако ми звучи контра од оние заложби на владата за децентрализација во повеќе сфери од аспект на образование и така натака се турката приказна за децентрализација, општо да се дадат повеќе ингеренции на општинско ниво. Зошто ќе смени ова нешто ако досега еден куп градоначалници не може да се контролираат дали толерираат дивоградби или не? Еден човек кога ќе ја сконцентрираме моќта во една институција, зошто би било поинаку? Не е спротивност на децентрализацијата како процес, затоа што градот Скопје е единица на локална самоуправа. Меѓутоа е нешто што ние и заради децентрализацијата, мислам како држава, како општество мораме да го направиме, а тоа е да направиме две категории кои што сериозно недостасуваат. Мислам, тука сите се сложуваме. Прво е одговорност. Мислам дека како одговорност како општество многу тешко ни влага во радар да видиме дека имаме одговорни луѓе во било која професија, вклучително политиката, што е веројатно најекспонирана, тогаш ќе го знаеме одговорниот. Тоа е број 1. Број 2, суштината на децентрализацијата е да направиме функционални институции. Значи, мене како граѓанин, вас како граѓанин, во принцип не би требало да не интересира чива ингеренција е, туку дали системот функционира. Ваквата поставеност во моментов дозволува нефункционален систем и тоа го гледаме на терен. Ако е системот нефункционален, тогаш треба да изнајдеме посоодветно решение со цел да направиме функционален систем. Скопје е еден од ретките главни градови што има ваква поставеност во Европа. Значи, ваква поставеност или сооднос на општините во градот визави градот. Дури да не кажам дека е единствен пример во Европа, имајќи, као главен град зборувам, имајќи во предвид дека и јас имам и сериозни познавања каква е правната состојба и статус на останатите главни градови. Дел од нив немаат воопшто општини, туку имаат административни центри за граѓаните да може да си вршат таму работа, например, во соседството таков тип на градови Висе Тирана, Загреб, Софија. Дел од нив имаат општини, како што е Белград, например. Зборувам во Љубљана исто е во делов со Тирана и со Загреб. Дел имаат општини како што е Белград, меѓутоа соодносот помеѓу градот како институција и општините е хиерархиски, со можноста на градоначалникот на градот да издаде налог за определено поведение на градоначалникот на таа територија. Ова е сериозно сензитивно прашање за Скопје во моментов, затоа што јас сум многу свесен дека сите 10 градоначалници по скопските општини се луѓе кои што имаат сериозен политички легитимитет, затоа што се избрани на непосредни избори. Значи, што им дава сериозна специфична политичка тежина, меѓутоа двојноста која што постои во градот е нешто што ние треба да го направиме функционално. И мислам дека од тој аспект гледано таквата заложба треба да биде или е прифатена и од останатите градоначалници во нашиот град. Значи, не станува збор за централизација, туку за оптимализација на нешто што е сега нефункционален систем, да го направиме да функционира. Со точно посочување на луѓето кои што во кој сегмент имаат и носат одговорност. Кои се гаранциите дека градот би бил поажурен на ова поле? Еве да јас дека сум градоначалник, сум јас лично гаранција. Тоа е број 1, број 2 надвор од ова. Гаранции се затоа што тогаш притисокот на јавноста ќе биде фокусиран кон точно еден субјект и кон точно една институција и кон точно еден човек, градоначалник на град Скопје. Сега имаме прозивки за XY случаеви, не знам Мавровка, не знам Матка, не знам Силбо,
каде што градот Скопје, иако некој градоначалник, едноставно не можеме да бидеме ништо освен неми посматрачи. Ние можеме да констатираме, и тоа го правиме во сите и овие експонирани случаеви, каква е фактичката состојба, за тоа да составиме записници, евентуално да изречеме мандатни казни во делот кај што го имаме ние како наша, да речем, юрисдикција, и тој записник да го доставиме до надлежната општина за постапување. Не постои механизам со кој што градот може да е правен механизам, зборувам, може да ја принуди општината, тоа да даде налог за определено постапување, и тука е во суштина по мене проблемот. Значи, тука е нефункционалноста на системот сериозно изразена. И не е само тој, јас употребувам еден израз институционален пинг-понг. Значи, не мислам дека е добро, а сум спремен да разговарам за било кое решение, не дека ова што јас го предлагам може би е најпаметно, реков, очекувам дека ќе има дебата, меѓутоа не мислам дека е добро да имаме свесно и да толерираме позиција каде што е дозволив институционалниот пинг-понг. Па од општината да отиде на државен инспекторат, па државен инспекторат ќе прати до полиција, па полиција ќе прати до обвинителство, меѓутоа имавме еден круг во неколку, што се повеќе од 2 месеца присуствувавме како јавност на еден круг од префрлање на одговорноста кој е одговорен. Тогаш, она што јас инсистирам е да се знае кој е одговорен. И затоа мислам дека бидејќи се случува во Скопје или се случува внатре во градот, градот мора да има активна позиција. Така што тогаш тоа ќе биде гаранција. Бидејќи ќе има активна позиција, вие легитимно како медиуми, јавноста легитимно како граѓани, ќе бараат од градоначалникот на Скопје да интервенира. И он ќе има механизам да интервенира. Сега се бара од градоначалникот на Скопје да интервенира, и јас не се чувствувам баш пријатно лично кога кажувам дека, ама знаете што, градот нема ингеренции. Прво, не мислам дека е политички добро за мене, второ, на вистина не мислам дека не може град да нема ингеренции за состојба во градот. И тоа мора да се дефинира. Освен волјата за решавање на проблемите, клучни се и ресурсите. Голем број од градоначалниците се жалат дека општините немаат буџет за да ги срушат дивоградбите. Имаме неуспешни тендери и така натака. Ќе има ли градот доволно пред се инспекцијски служби да постигне на територијата да контролира се што се гради, и што ако повторно се соочуваме со 3 пати распишување, пропаднати тендери и така натака, недоволен буџет за да се решат сите дивоградби? Како ова би го менаџирале кога е аномалија кај скоро сите општини? Град Скопје има улици и патишта, своја фирма. Дури и ние не би морале да ангажираме дополнителен субјект, туку само во буџетот на градот, како ставка од една од активностите на улици и патишта, да предвидуваме и рушење на дивоградбите. И би се решило во принцип едноставно. Проблемот на кадровската инфраструктура би бил со пополнување со постојните кадри што ги имаат општините. Јас сум човек кој што навистина верува дека во секој, ама совршено во секој човек, може да ја извлечете со добро менаџирање со луѓето, да го извлечете најдоброто негово знаење. И верувам дека поинаква организациона поставеност на инспекцијската служба, па и истите луѓе што ќе се превземат од општините, зашто не можеме да измислиме ние инспектори, меѓутоа со поинаков начин на организација и со ингеренции за кои што веќе зборував, ќе може да дадат сериозно подобар и поквалитетен резултат од тоа што сега се случува на терен. Како аргумент за вашиот предлог, вашата иницијатива околу овие промени беше, ги споменавте и некои веќе прозвани спорни објекти, како Силбово Бисер, објектот спроти Американска амбасада и така натака. Какво е вашето искуство до сега со овие случаи? Кој е вашиот став за тоа што се случува веќе со години? Па не, тоа е она позиција која што јас ја зборувам на град Скопје. Ја во моментов како град не можам нити да побарам податоци од надлежните општини за состојба на определен објект.
Зборувам не може во смисол да побараш и да мора да ти одговорат. Ти можеш да побараш, ама да ти одговорат на пријателска основа. Што не мислам дека е добро, зборуваме за институции, зборуваме за систем. Мора да обезбедиме систем во кој што таквиот тип на комуникација ќе биде задолжителна. И каков е правниот статус, рецимо, вие ги спомнавте Карши америчка амбасада и Силво, не знам. И мислам дека е трагично градоначелник на Скопје да нема механизам како да дознае. Тоа е она што јас го зборувам како аномалија на системот. Јас можам да се обратам писмено до општина Чаир, општина Аеродром, не се во обврска да ми одговорат. Нити па има механизам на кој што јас ќе ги принудам да ми дадат извештај. Ако ги имаме инспекцијските служби кои ќе излезат на терен со ингеренциите кои што ќе ги има таа инспекција, општината ќе биде должна целата папирологија да ја предаде на надлежните инспектори. И така ќе го поправиме системот. Градоначалниче, толку ако е тешко да се решат некои спорни објекти што се пред очите на јавноста во центар на град, што ли останува за сите оние други во позадина што се случуваат некаде во На перифериите. Да. Токму заради тоа и мојава заложба за функционален систем. Токму заради тоа. Јас навистина мислам дека изминативе години ние направивме, не зборам последниве 3, кога Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ја води државата, туку зборувам за периодот од скоро една деценија, 12 или 12 на години, направивме општество или институции во кои што не се водеше сметка што кажува законот за обврските на таа институција и како да ги подобриме нејзините перформанси, туку зависеше од волјата на зборот на еден човек. Јас сум правник по професија, така, мислам по едукација, адвокат по професија. Правото е цивилизацијска придобивка, која што е измислена во оној момент кога луѓето сватиле дека треба да постои начин на кој што ги регулираат меѓусебните односи. И токму заради тие причини правото постои. Значи, тоа треба да му служи на луѓето. А замислете да имаме ситуација дека и јас како градоначелник на Скопје да не треба да се придржувам на законот, туку да зависи од мојот збор. Што ние премолчено го имавме скоро 12 години и сега како општество тешко заздравуваме бидејќи се створија некои навики на функционирање. Знаеш ли ти кој сум ја, колку пати сте го чуле вие на улица? Знаеш ли ти кој сум ја, кој си ти? Споменавте закон, уште за крај ќе ве прашам, пред распуштање на собранието се предложи закон нов за легализација со кој што практично се што е изградено до 2019 се даваше можност да се легализира. Сега е на пауза, можеби ќе има некоја доработка. Нели на овој начин продолжуваме во тој бескраен круг на кој изградил без правила, па ќе може да... Не, затоа што тој текст на закон имаше сериозно подобар квалитет од претходниот закон. Претходниот закон кажуваше се што изградено до 2011 се легализираше за 1 евро по квадрат со една обична изјава дека тој објект постои од пред 2011, што де факто се злоупотребуваше во пракса. Тоа сите го знаат. Меѓутоа, самиот закон немаше механизми кај што вие изјавата ја контролирате или може да ја подкрепите со фотографии, да не ја дозволите легализацијата и била надвор од тој период. Понаја што го знам, законскиот текст што беше пред распуштање на изборите, бараше сериозно подкрепување со докази за времето на изградба на објектот број 1 и број 2. Многу битен момент. И тука ја се залагам ко човек 100% комунали и 50% дополнителна казна затоа што си градел на диво. Ние, за жал, луѓето во нашава држава кои што редовно и уредно си ги плаќаат сите давачки, ги
стававме со тој закон од 2011 година во подредена позиција. И веројатно дека секој од нас кој што, не знам, јас имам неколку објекти во животот финансирано, изградено, и сум ги платил и комуналиите, и давачките, не се осеќаш пријатно. Ги казнуваме луѓето што го почитуваат редот. Тоа е стравична порака. И токму заради тоа беше, да речам, моето инсистирање од позиција на председател на ЗЕЛС, ако веќе треба да се доврши циклусот на легализација на бесправно изградени објекти на територија на држава, тогаш барем да ги казниме тие што не го почитувале законот, а не да ги казнуваме луѓето што секогаш го почитувале законот. Благодарам многу.